Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче излезе со неколку податоци кои ги нарече загрижувачки за економијата во земјава. Тој ги спомна најавите за затворање на фабрики на компаниите Аптив и Дура Automotive Systems. Според проценките на нашиот економски тим, од досегашните отпуштања и оние кои се во најава, до крајот на годината за околу 30% ќе биде намален бројот на вработени во зоните со странски инвестиции, што е огромна бројка, огромна загуба на работни места. Ако на ова се додаде и тоа дека десетици компании од сферата на текстилната индустрија, наши домашни компании се затвораат изминатите месеци, стигнуваме до бројка на јадници луѓе и јадници семејства на кои што им е загрозена екзистенцијата, се соочуваат со неизвестност. Тој исто така рече дека бројките се загрижувачки за странските инвестиции со кои се фалеше премиерот Мицкоски. Споредбено со годините на СДСМ, кога во првите 2 квартали имаше 600 милиони евра странски инвестиции, сега има само околу 200 милиони евра. Филипче обвини дека владата предводена од ВМРО ДПМН не презема ништо за да го реши овој проблем, како што би направила секоја одговорна влада. На тоа реагира од владеачката партија ВМРО ДПМН со доза на иронија. Среќа е што Филипче и СДС ја водеа државата во последните 7 години и како на економски, така и на здравствен, образовен, инфраструктурен и на сите други планови постигнаа големи успеси. Се разбира да не ги заборавиме и ветените инвестиции од Facebook, Google и патеката на Формула 1 со кои државата оствари големи економски приходи. Од ВМРО ДПМН го завршија реагирањето со пофалби дека економските политики на владата и буџетот за 2026 година предвидуваат средства за повисоки плати и пензии, поддршка на ранливите категории, капитални инвестиции и проекти.